Добар ден, Слободен печат, Слободна телевизија во копродукција со Цивил. Јане Алтипармаков. Добар ден, добре дојдовте. Тој е мојот денешен соговорник. Јане Алтипармаков, филмски работник, режисер, дипломец на Факултетот за драмски уметности, но и со диплома или без неа филмски критичар, фотограф, па и филозоф и културолог, активен во македонскиот јавен општествен живот, пред се во културниот. Јане Алтипармаков е автор на музички видеоспотови, краткометражни и долгометражни филмови, дел и од авторска екипа на Омнибусот Скопје Ремикс, ако не грешам, која доби специјалната награда за иновативност на фестивалот на балкански филм во Подградец, Албанија. Неговите авторски дела се прекажувани на повеќе фестивали кај нас во светот. Тој се доживува како некој што ги комбинира филмскиот и историографскиот повик преку константна работа и презентација. Уште еднаш за Јане Алтипармаков. Добар ден, добре дојдете. Благодарам на поканата и на вниманието за Слободен печат, Слободна ТВ и за Цивил. Благодарам, мене ми е задоволство. Да. Да признам пред гледачите и пред вас, мојот мотив да сте овде во ова студио денеска е на ваша колумна на еден портал, не можам да сетам како се викаше, налетав околу темата национализам. Да. Морам да признам и остави печаток како еден цивилизацијски поглед на светот, еден условно да речем глобалистички, што можеби во овие премрежија на глобален план и не се модерни, но веројатно се како трајна вредност во себе содржат обстојување за разлика од конфликтност. Да. Што е мотивот да ја напишете таа колумна и за гледачите на Слободна ТВ и за Цивил, збор 2 за поентите во неа? Так. Што е национализам, што е патриотизам, како Јане Алтипармаков гледа на тоа и зошто мнозинството од твојата генерација, извини сега на ти, не гледаат така или погрешен ми е печаток? Па, еве, најпрво да одговорам на првиот дел од прашањето. Бев поканет од страна на моите пријатели и, да речам, колеги, активисти од социјалниот центар Дуња, кои што се ангажирани околу порталот Гласни идеи. Таму се појави оригинално, што се вика пред некоја недела оваа колумна. Они имаат некој проект да покануваат од време на време активисти, луѓе што се дружиме и со кои што делиме некои слични ставови и пишуваме колумни кои што можеби во некоја догледна иднина ќе бидат објавени како физички формат, како некоја збирка на есеи. И од таму тргна оваа соработка. Се надевам и дека ќе проложи. Јас веќе некое време се дружам со тие луѓе од социјален центар Дуња, ги поддржувам, мислам на крајот на денот се поддржуваме заедно во еден активистички, да речам, дискурс. А инаку национализмот, како што напишав и во колумната, за мене е еден многу проблематичен начин на гледање на работите, многу застарен, за жал доста актуелен во светов, па и кај нас. Не се одвиваат работите на начин на кој што јас сум замислувал пред 15-20 години дека ќе се одвиваат, дека ние ќе бидеме дел од некоја глобализирана културна и општествена сцена. Работите земаа некој друг правец, ама тоа е, да речем, некое прашање кое што захтева повеќе време за да се анализира. Што завршија овие изборни кампањи кај нас слегна прашината, но и во кампањите се употребуваше еден термин од страна на политичари, позитивен национализам. Да. Може ли да се зборува за некоја таква формула или е многу дискутабилна? Лично мислам дека е многу дискутабилна и дали воопшто може да се зборува за некој позитивен национализам. Јас лично сметам дека е тоа рационализација. Можеби, ако веќе ги гледаме работите филозофски во смисла на терминологија, можеби тука во некој смисол може да се говори за позитивен патриотизам, евентуално. А позитивен национализам, јас лично сум скептик, но ете тоа многу се користеше тука кај нас, многу се користи и во светот, нели ги имаме Трамп, го имаме Путин од друга страна, или некои луѓе кои што се склони кон автократија го користат тоа како на некој начин се маскира тој термин. Се маскира апсолутно. Да не речем се демократизира, бидејќи тоа би бил погрешен термин. Апсолутно. И тоа го гледаме на дело, мислам, добиваат како гласови, мнозинство гласови добиваат луѓе кои што во некои понормални времиња би биле окарактеризирани како националисти сериозни, па дури и фашисти. Во едно општество како македонското, два
такви позитивни, да речем, национализми, кај да ќе дојдат во контакт. Апсолутно. И 2 плюса ќе направат, предпоставам, минус, нели? Како Апсолутно. што во минатото и не толку далечно имавме ова. Што е тоа што Така, се Јане согласувам. Алтипармаков ги тера луѓето и политичарите да играат на таа карта, на националната Претпоставувам, ловат гласови. Често знаеме да кажеме 21 век. Значи Така, 21 век да. е век на регресија на некој начин. Така испаѓа во овие први неколку декади, испаѓа дека е век на регресија, не век на прогрес, како што гледавме по филмови, како што читавме во некои книги. Делува дека е век на регресија, предпоставувам дека некои луѓе, тоа за жал едно големо мнозинство, се уплашени од тоа колку брзо се одвиваше прогресот за некои работи и сакаат да си се вратат во некоја комфортна зона. Таа комфортна зона многу често се обвиткува во некоја националистичка обланда и токму затоа и политичарите го користат тоа и ловат гласови, ловат Алтипармаков популарност. со вас има за мал милион теми да се зборува, нели може за се и се што главно од област со која вие се бавите. Спомнав на почетокот јас и книжевен некаков пристап и филмски, и видео и мултимедијален и награди. Да. Што е тоа поривот кај Јане Алтипармаков да плива во овие води на ова една педа земја каде што навистина не има малку, но не има и многу во исто време и има еден мал простор за самодокажување, малку пари, малку финансии, малку потенцијални можности за да се искажат сите ваши креативни пориви, а си на таа возраст каде што сега треба да удиш печат на својата уметничка кариера. Апсолутно. Што е тоа што му пречи на Јане, а што е тоа што му дава потик да продолжи? Па реално ми пречат доста работи, ама мора да се издигне некако човек на сето тоа и да вложи голем труд, голема волја и голем импулс, позитивен импулс. Многу откажувања има во целава наша работа. Реално нема доволно средства, тоа го зборуваме сите веќе долги 20 и нешто години, ама остана таа реалност дека средствата не се доволни, ама и начинот на живот е, да речеме, малце специфичен и јас многу рано се решив да го правам ова. Бев најпрво студент на катедрата по филозофија, тука на нашиот Кирил и Методи универзитет и тоа ми остави некако траен белег. Многу логично ми беше да се префрлам на факултетот за драмски уметности, бидејќи во еден момент студентите по филозофија имаа некои предности во смисла не полага некој комплексен приемен испит, туку можеа со дел од тие поени што ги имаат како испити да се префрлат на ФДУ. Јас се искористив таа шанса, завршив на тој факултет и еве веќе 20 години сум, да речам, некој вид на слободен стрелец, фриленсер во оваа работа. Навистина е специфична, ама поривот е тој, јас не знам друго да работам од млад го сакам ова, гледам многу филмови, дел од генерацијата во кој што сте и вие, да речеме тука е нели и Игор Иванов Изи, кој што исто ми беше инспирација со своите видеоартови во 90-тите години. Така да таа некоја работа што јас како млад ја согледав, едноставно ми дава импулс и ден денеска да работам, некоја инспирација. Че имаше некои генерации кои што мене ми инспирира да пробам да го правам ова, се надевам дека го правам од квалитетно. филозофски отидовте на драмски, Да. но можевте и на музичка академија, веројатно, според она што колку што ја следам и фаќам сигнали за вашите активности на тоа поле, и музиката е дел од вашата преокупација. Не сакам сега, можеби малку подолу за 103 да ве вратам малку Така, да. и порано во неколку години или цела декада и пол веќе. Да. И повеќе што кај Јане Алтипармаков тие адреналинот уметнички каде е повеќе кон видеото, кон музиката, кон литературата? Па јас музиката ја сакам, ама пред се како проследувач не стигнав да оформам бенд, бидејќи во еден момент пред 20 и нешто години кога бев на таа возраст, не успеав да се вклопам, да речеме, во тој систем на работи и пред се сум проследувач, мислам, многу сакам музика, релативно сум да речам принаучен како да се служам со одредени инструменти, ама тоа никогаш не стана мој основен порив, значи останав на ниво на некој проследувач. Филмот, за разлика од музиката, сепак ме повлече малку подлабоко, да почнам и практично да го изучувам и занаетски, така што морам да кажам дека филмот, видеото и филозофскиот дискурс ми се некои приоритети, а музиката е едно фино хоби, една фина љубов од младоста, која што се уште ја пратам, ја негувам
и сум дел, нели, и од Канал 103 во некаква форма, каква и да е таа сега, но сепак овие аспекти на филм, на видео и на филозофски дискурс ми се некои приоритети. Мисле тука малку да пресечам не толку со политика, колку со општествени овие наши случувања македонски одешни, но нестрплив сум да дознам на што сега Јане Алтипрмаков конкретно работи. Така. Па во моментов соработувам со една продукција наречена Реал Филм, тоа се мои драги пријатели Радко Букчич и Александар Касапинов. Со нив завршив еден краток филм во 2023-та, се уште го промовираме. Треба да има промоција на фестивалот Златна рамка, кој што е во организација на Друштвото на филмски работници, и се надевам дека во скоро време ќе добиеме средства за нов краток филм кој што би бил работен со истата продукција и со неколку актери кои што доаѓаат од албанскиот театар, така се работи за една соработка која што мислам, да речеме, мултикултурна, мултиетничка, која што мислам дека е повеќе од потребна во нашава средина. Завршениот што е во фаза на промоција, како што спомнавте, ако смее јавно да се каже, што е сижето на филмот? Сижето е фактички биографска приказ на едно случување на колегата што го спомена Радко Букшич, се работи за неговата прва љубов. Он доаѓа од Бихач и некои работи што му се случува пред да започне распадот на Југославија, сакаше да ги запечати во времето преку еден краток филм. Јас се нафатив тоа да го сработам од аспект на режија, така што тој краток филм што излезе во 2023-та фактички е една биографска временска капсула, едно сеќавање на, да речем, автобиографско на колегата Букшич, кој што е и сценарист и копродуцент, така да кажам, на тоа остварување. Нека чекаат премиера гледачите. Да. Политиката, Јане Алтипрмаков, сте во политичка партија, не е важно во која? Така. Па гледам преку некој општествен активизам да ги канализирам моите пориви за општествено делување. Се разбира дека имам некои свој приоритети, имам некои свој, да речам, наклоности кон одредени платформи, и се надевам дека така и ќе остане, а дали ќе се активирам уште дополнително, тоа времето ќе покаже, бидејќи сепак годините поминуваат, гледам дека работава кај нас некако се вжештува на таа сцена. Како активист планирам да продолжам, а можеби и уште поактивно понатаму ќе видиме. Политичките партии сега и во предизбори сите се ослонуваат на млади, на надежни, на способни луѓе, на ценети во средината каде што работат и действуваат, но кога ќе дојде време да ги прават листите, некако бирократите внатре доминираат. Така е. Не може тој граѓански, условно да речам, активизам да дојде на политичка сцена на поголема врата. Да. Затворени се премногу политичките партии за нов свеж ветар. Ми се чини дека се затворени и тука е грешката делумно, особено кон некои попрогресивни, да речам, контексти кои што мора да бидат некако вметнати да станат дел од политичките платформи, бидејќи без нив реално нема да има некаков прогрес. Граѓанската сцена е јака. Знаеме што се случуваше од прилика пред 10 години, кога направи навистина голем притисок за да се сменат тогаш работите. Таа сцена можеби не беше толку во прв план овие неколку години, но сепак е активна преку константно организирање на работи, така што мислам дека е веќе крајно време и граѓанскиот сектор да биде дел, да стане дел од сериозните политички платформи и со тоа да изврши еден позитивен, прогресивен притисок, да речам, за менување на нештата. Јане, припадник сте на генерацијата на која сега во овој период веројатно можете и најмногу да ја дадете, во најплодните творечки години, но од друга страна има и впечаток и според реакции, веројатно, на твои истомисленици, колеги, исто така ангажирани во областа на културата, дека државата па премалку им дава. Како Јане Алтипрмаков ја гледа денешна Македонија на тоа културолошко поле? Па мислам дека не е баш најдобро, навистина државата не дава доволно како финансии, па и како простор. Мора тоа подитно да се смени, бидејќи мислам дека имаме квалитетен кадар, имаме што да кажеме, само ни треба државна поддршка, бидејќи реално никој од нас не живее некој, да речем, милионерски живот, па да можеме самите да си бидеме мецени и да финансираме проекти, а за да излезеш на површина мора да имаш прилично финансии, мора државата да има некаква стратегија. За жал, овие 20 години, па и повеќе, некако таа стратегија беше прилично климава. Се надевам дека нешто ќе се смени или пак со поголем притисок, конструктивен притисок. Се разбира од граѓанскиот сектор да направиме некаква промена за да се добие тоа, да го добиеме, да речам, тоа што треба да го добиеме, малку по
нијансирана и поиздржана поддршка и структурираност од страна на државата, бидејќи сме ние мал пазар, реално на вистина нема некои големи милионери што би биле мецени. Од време на време може и ќе се најде некој човек што сака да вложи во култура, ама тоа за разлика од спортот е многу поретко, така што мора државата да биде таа што ќе ги финансира овие проекти, бидејќи од друга страна, како што кажав, имаме доста квалитетен кадар во уметноста, па и во филмот, и треба да се излезе на површина и се повеќе и повеќе да бидеме присутни на светските сцени. Може би малку ќе вулгаризирам, но вие филмските работници, условно да речем, сте практично со статус невработени, за разлика од не знам, музичарите во ансамблите, во опера и балет, во филхармонија, не знам, во театрите, во сите државни театри, реци си во сите поголеми општини и така натаму. Се сеќам на времето на короната, само вие филмските работници останавте некако да висите, па тука и таму имаше некоја борба, нешто да се преживе во тој период кога немаше ни снимање, работите на проекти. Има ли тоа Министерството за култура, не само во актуелното и пред чувство за вашиот статус социјален во државата? Мојот впечаток е дека нема доволно чувство. И тоа, пак ќе кажам, трае со години. И мора тоа да биде решено на некој начин. Мислам, порано во времето на еден друг систем, да речем системот на социјализмот, си имаше некој начин кој што мислам дека бил прилично коректен. Луѓето што работат во култура, еве конкретно на филм, да бидат некако вработени, но да можат исто така и да ги туркаат проектите. Тоа е еден интересен начин на кој што можат да се средат стварите, само треба да се има добра волја и да се има, пак ќе кажам, една стратегија и еден начин на размислување кој што досега не го видов кај надлежните лица, кај нас на политичката сцена. Јане Алтипрмаков, пак за вас лично, останавте во татковината што се вели, не си селивте вие со вашата генерација, многу ваши претпоставаме школски другари од основно, од средно, па и од факултет може би веќе. Да. Не се тука меѓу нас. Јане Алтипрмаков останува упорно? Па останувам упорно, мислам дека ова е мојот дом, мислам мојата татковина во позитивна смисла на зборот, не во националистичка. Треба тука да пробаме нешто да направиме, сепак времето гази, работите не се менуваат. Јас го направив тој избор пред некое време да пробам да останам тука и да дадам максимум, ќе видам во иднина што ќе се случи. Ајде вака, бидејќи ги следите и политичките и социјалните состојби, кој е виновникот, ако може да речам во наводници или без наводници, за оваа транзиција што се уште веќе трета декада расте? Вие сте генерација на транзицијата, практично никако да го дочекате епилогот. Така да. Па мислам дека е многу комплексно тоа прашање, во смисла има повеќе виновници во наводници од државните структури преку партиите што беа на власт и се на власт до можеби и самото граѓанство кое што некако како да легнавме на некое брашно во некоја комфортна зона, не се трудиме доволно да ја промениме работава, чекаме некакви мали плати или некакви мали хонорари. Мислам дека е склоп на повеќе околности, менталитетот ми се чини дека е исто проблематичен кај нас. Некој балкански менталитет. Вие сте борец, останувате тука, аплицирате на разни проекти, создавате, творите и така натаму, заедно со и ваша генерација, и помлади и повозрастни. Значи, останувате тука, битката. Полесно беше да се иселат овие млади што се исели и повозрастни веќе, отколку да останат да се... Не сме подготвени за битки со таа, условно да речем, политичка или партиска бирократија, која на некој начин, ако добро разбирам, ја окупира држава во овој период. Така. Па најверојатно не сме доволно подготвени, таа бирократија дефинитивно ја блокира државата, тоа трае подолго време. Полесно ние да се иселиме. Да се иселиме и многу луѓе што го направија тој чекор од моја генерација, мои пријатели, пријателки се разбира, гледам дека веќе почнуваат да живеат и да функционираат како нормални единки во тие општества таму. Тоа се најчесто општествата на Западна Европа, без разлика што ќе кажат некои други. Не гледам дека некој се иселува во Сибир, да речеме, али добро, тоа е веќе друго прашање. Предпоставувам дека работите мора да се менуваат тука од корен, се надевам дека некој рестарт ќе почне да се случува, кога и како, не сум сигурен, останува времето да покаже. Мојата генерација сепак е веќе некоја генерација во некои речиси средни години. Мислам дека немаме многу време, мораме да направиме се, максимум да дадеме, за да почнат работите да се колку толку менуваат. Се разбира, не мора да ми одговорите, македонец сте? Јас се сваќам себе си, македонец сум по некој потекло, но се сваќам себе си како граѓанин на светот. И таа национална припадност е само некаква одредница
која што јас не би сакал да ме гуши мене во контакти со луѓе, гледам да шетам колку што можам повеќе надвор од државата, колку што ми се пружаат шансите да речеме, и гледам дека сите луѓе сме исти реално. Таа некоја припадност национална е на крајот на денот релативно небитна, сите сме исти, имам иста енергија, не мачат исти проблеми, не радуваат исти работи, така што многу е битно ние се повеќе да излегуваме од таа некоја националистичка матрица и да сваќаме дека треба да бидеме граѓани на светот, бидејќи само така ќе одиме напред. Прашањето го поставив малку, реков, бев груп во контекст, се плашите ли дека може да се бугаризирате, да се албанизирате? Јас лично воопшто не се плашам, тој е еден многу сомнителен наратив. Човек, ако се плаши, значи не е доволно, значи инфантилен на некој начин, инфериорен, не е доволно изграден како карактер. Кога си изграден како карактер и кога знаеш што си, мислам дека такви некои заплашувања воопшто не играат никаква роля. Тема ја отворив низ призмата и на предизборието. Да. Многу големи политички зверки се служеа со тие флоскули, нели, ќе се бугаризираме, ќе се... Јане Алтипармаков како граѓанин, како скопјанец, си за брза пристап кон Европската унија или сепак сите сме повредени од она што ни се случува од притисоците од соседите, предпоставам и така натаму. Така. Но кога нема друг излез? Така. Комплексно и тоа прашање, јас разбирам зашто постои една голема фрустрација и еден, да речам, антизападен наратив кој што почнува да преовладува. Времето на вистина не гази, некако се чини дека малце сме заглавени во цел тој процес. Јас сум теоретски кажано реално за европеизација, бидејќи не гледам друг начин. Не можам да ја видам другата алтернатива. И таа друга алтернатива што се прикажува, мене лично не ми делува доволно веродостојно, ни па тие што го прикажуваат тоа, мене како Јане Алтипармаков ме убедуваат дека тоа е навистина таа алтернатива. Од друга страна, пак ќе кажам, разбирам зашто постои таа фрустрација. Мислам дека мора и одговорните во Брисел, или каде и да е, нели, седиштето, претпоставам дека е таму, малку повеќе да размислат што би се случило ако уште повеќе се закочи цела работа, ама и ние како луѓе треба да бидеме малце поодговорни и да сватиме дека не е мафтањето постојано на знамиња националистички начин за да се прикаже нештото, туку треба да бидеме многу поодговорни и подобри како луѓе. Да не ги валкаме нашиве згради, да речеме, да не фрламе ѓубре на секаде, да бидеме многу пофини едни со други, да не бидеме ратоборни во наводници на некој стар застарен начин, туку едноставно да се трудиме да станеме дел од нормалниот цивилизиран свет. Сега ве прашувам како граѓанин, малку ќе политизирам можеби, бидејќи не сте ни во политичка партија, не сте активен во политичкиот живот, но сте активен учесник во општествениот, во социјалниот, па и во политичкиот на некој начин. Таа рамка француска, која многу се експлоатираше последна 2-3 години, веќе трета година, да. Се експлоатира, дури и на предизборие донесе некако свој епилог, предпоставам дека и тоа придонесе до некаде, но не е важно резултатите кои се. Мене ме интересира како Јане Алтипармаков гледа на рамката. Таа рамка нас како Македонија, како држава со нашите представници не става на бриселска маса во друштво на сите, вклучително и на грците и на бугарите, негатори нели на нашиот идентитет и така натаму. Со едните го решивме, се малку пак го комплицираме, ние не сме веројатно ни ова едноставно не бива да се седиме раат, него чепкаме и таму каде што во моментот и нема потреба, но тоа е друга тема. Таа рамка француска толку ли го загрозува нашиот идентитет што јавноста исплашена за себе, за своето македонство на некој начин. Така. Јас лично не сум сигурен дека таа рамка толку многу го загрозува. Значи, се извинувам, идејата на прашањето ми беше дали е подобро да се бориме на теренот, каде што се сите, или да чекаме некој друг да ни ги реша и повторно не враќа на билатерала сега, конкретно со бугарското прашање. Мислам дека треба да се бориме на теренот, искрено. Конкретно да одговорам. Не мислам дека таа рамка е толку многу загрижувачка, ама можам да разберам зошто се проблематични некои работи. Мислам, на крајот на денот можеби немаме вистинска гаранција дека нема да се продолжи со некаков притисок, бидејќи се случуваат некои работи кои што со години се провлекуваат. Навистина е комплексно прашањето, ама јас мислам дека мораме подитно да почнеме и на терен да работиме, да ги покажуваме позитивните страни на таа инклузија, што би се случило кога навистина ние би станале дел од некое нормално цивилизирано општество. Мислам дека луѓето го изгубија тој контекст и премногу се затворија, бомбардирани се од некои чудни, да не речам, националистички пропаганди и тоа си одигра една улога.
Околу гаранцијата, пак малку ќе вулгаризирам, еднаш напишав, не сме веш машина, па сега да бараме гаранција од некого. Него битката треба да се води, предпоставам, како што и ја потврди и вие ја потврдивте на некој начин мојата теза на теренот, не чекајќи никакви гаранции, времето си го прави своето. Апсолутно. Спомнавте пред малку никој не оди во Сибир, нели? Да. Целата концентрација на и како да речем и работно ангажирање, еве да не речем и друго творечко и така натаму е кон Западна Европа. Да. Која е таа љубов кон истокот? Верата ли е, Јане? Лагата ли е преголема? Зборувам за македонските перспективи. Што мисли, Јане, зошто дел од македонската јавност, и тоа не во мал обем, баш ка евроскептицизма што расте од милион оправдани причини однесувањето на Брисел кон нас е едно, но зошто мислите дека Западот е привлечен за екзистенција и за подобар среден живот, но не е привлечен за Истокот е привлечен за некоја емоција или каде е конфликтот кај луѓето, што мислите? Комуницирате, се среќавате, а и низ вашето уметничко творештво веројатно многу често размислувате на тие теми. Апсолутно. Каде е таа гранична линија каде што луѓето ги крши однатре? Така. Гледам да комуницирам со различни типови на луѓе од различни бранши и она што јас можам веќе со години да го заклучам е дека емоцијата игра главен приоритет. Ние можеби разумно на некој начин сваќаме дека сакаме и треба да бидеме дел од некој нормален свет каде што си владеат некои стандарди, каде што комуникацијата се одвива непречено, но некоја емоција, некое неиживување на некои просветителски моменти што не сме ги поминале во 18 во 19 век ни се случуваат сега на некој чуден извртен начин и таа емоција не тера да гледаме наназад кон минатото, а не гледаме таму кај што треба да гледаме во иднината. Сега западниот свет во суштина е еден нормален демократизиран свет и тоа се некои нормални вредности кои што треба да бидат вредности на 21-виот век. Една општа технократија без многу емоции, но рационална, веројатно. Така. Прашувам, не велам дека таму нема емоции, култура и така натаму, него од кај нас веројатно така се доживува за разлика од Истокот, каде што можеби врските и образованието и припадноста некоја можеби верска, не знам, духовна, литературна, уметничка, ако сакаме да. Да, апсолутно, претпоставам дека и религијата игра голема улога тука, можеби некој јас не ги гледам така работите, ама и така ќе се изразам, некој словенски сентимент преовладува кај дел од луѓе во тука да мислат дека таму треба да ги гледам работите. Во контекст на тоа дека имам чувство дека и како политика цик-цак некако одиме. Не знаеме генералниот правец да го фатиме сврсто да одиме на таму, па што и да се случува на тој пат, не мора никогаш, предпоставам, да станеме и формално членка на Европската унија. Но вреди да се движиме. Се едно, да не ве гњавам премногу веќе со политика и со тие социјални и општествени теми, но пак на некој начин преку вашето кредо, македонската култура институционално, кога би биле во можност, вака ги гледате со веќе 2-3 децени, што би оставиле, што би промениле, вака простите на глобално прашање, но вие ќе се најдете во сегментите што би сакал да ми ги предочита овде и пред јавноста. Што Јане Алтипармаков во тој систем на поставеност на македонската култура институционално би задржал, што би променил? Ова како порака еве за новото министерство и новата влада. Така. Па искрено веднаш би променил некои работи, а мислам дека треба многу по експлицитно во позитивна смисла, значи многу поотворено да биде тоа финансирање, таа поддршка на некои културни проекти. Мислам дека треба уште повеќе средства да се вложуваат во културата и мислам дека треба конечно да се свати дека културата е главен или еден од главните амбасадори на нашата држава и нашата нација, да го искористам тој збор, бидејќи реално сите големи држави тоа го сватија многу рано и затоа успеваат да прогресираат, бидејќи културата на вистина е амбасадор на една држава и мислам дека многу повеќе треба да се вложува во тој аспект да бидеме многу поприсутни на светската сцена, а тоа ќе можеме да го направиме ако имаме малку повеќе финансии, како што кажав и претходно, ние сепак не сме некое богато општество, што значи тешко дека некои единки можат од сопствени средства да финансираат присуство по фестивали и
снимање на филмови, на пример, затоа мора да има една државна структура. Мислам дека треба малку да се вратиме во минатото пред 90-тите години да видиме како можеби тој систем тогаш паметно ги играл работите и успевал да направи нешто што од денешен аспект изгледа многу сериозно. Значи имаме некои начини како да ги правиме работите, треба само да се биде поотворен, малку по суштински задлабочен во работите и мислам дека треба многу повнимателно да се прави кадровската политика. Од естетска гледна точка Скопје ве прави тажен со Скопје 2014 или малку горд, можеби? Па искрено мене ме прави тажен, бидејќи не можам да разберам од каде таа потреба да се прават некакви си нагли скокања во минатото, кое што е многу дискутабилно какво минато било и дали ние треба натаму да се повикуваме, треба повеќе да си ги чуваме оние работи кои што ни ги остави поранешната држава СФРЈ во наследство, бидејќи тука лежат корените на нашиот вистински идентитет. Такво враќање во минатото и такво несериозно враќање кон минатото, како што беше споменатиот проект, јас мислам дека во суштина се само контрапродуктивни. Тие ловат гласови, гласачкото тело тука делумно ќе се мобилизира, ама никој тоа сериозно надвор не го гледа. Последиците остануваат, но за 4 години Скопје ќе биде еден од европските градови на културата. Да. Јане Елфи-Премаков, имаме ли и како град и како држава и материјални, финансиски, кадровски и организациони способности на вистина да се представиме и во еколошка смисла, и во идејна смисла, и во културолошка смисла, во секој поглед да засвети градот со светлината на културата? Така. Па мислам дека имаме, ама не сум доволно сигурен дека тоа се прави на начин на кој што треба да се прави. 4 години не се многу време, напротив, треба веднаш да се почне. Завршија изборите, видовме кај сме, што сме, треба веднаш уште годинава да се почне со работа, бидејќи тие 4 години многу брзо ќе поминат. Не смееме и оваа шанса што ни се пружи да ја испуштиме и да се промовираме во едно, да речам, барем пристојно светло. Има начин, има шанси, има луѓе кои што можат тоа да го сработат, има и локации. Скопје е еден голем град веќе кој што е многу фокусиран во тој централен дел, но и во оние по надворешни делови од градот има многу интересни локации кои што ако засијат во некое ново светло можат да изгледат многу интересно и баш да допринесат на некој европски модерен сензибилитет, но за сето тоа се постигне мораме подитно да почнеме да работиме и мора транспарентно да се работи, не само со местење на партиски кадри, туку со функционирање на сите луѓе кои што некако сме се покажале со тек на времето и можеме да допринесеме овој проект на вистина да биде тоа што треба да биде. Можно ли се некакви јавни конкурси, па вие уметниците аплицирате идеја да дадете на државата, на организаторите, или кабинетски тоа ќе се решава на некој начин? Би требало да има јавни конкурси, ќе видиме што ќе се случува. Јас се плашам дека тоа во еден момент можеби ќе почне кабинетски да се решава, како што до сега многу пати се случувало кај нас, али во секој случај мора да има јавни конкурси, бидејќи така многу повеќе луѓе со многу поинтересни идеи ќе дојдат на површината. Тоа е голем предизвик во секој случај за сите македонски уметници од сите гранки. Меѓу сонот и јавето, сега вие на почетокот нешто спомнавте што планирате да правите. Што, Јане, ви било сон што знаете дека можеби поради нашиве македонски околности не може никогаш да си го стварите во уметничка смисла како проект некаков. Така. А на што очекувате, што можете да направите да дадете на оваа држава и на ова општество, исто така како уметничка и како културолошка творба? Така. Па и мојот сон беше и се уште е да направам некој интересен, да речеме, жанровски специфично обоен филм или па да се развие некој вид на експериментална филмска сцена, бидејќи јас лично многу го сакам експерименталниот филм и мислам дека тука не е тоа доволно развиено. Дали тоа ќе се случи, не сум сигурен, можам да се трудам колку што ми дозволуваат условите и моето време да туркам натаму. Предпоставувам дека има многу работа, јас сум подготвен и уште повеќе да се дадам во се во ова и конечно да направам една пристојна или барем да се потрудам да направам една пристојна живеачка од она што е моја обсесија, а тоа е да речеме занимавањето со филм и со култура. Тоа е некој мој план за следниве неколку години, дали ќе успеам, времето ќе покаже. До мене е да дадам максимум во смисла да дадам најдобро што можам
и да го извадам најдоброто од себе, бидејќи само така сметам дека ќе одиме сите напред, не само јас, туку сите. 103 замре. На некој начин, да. Јане Алтипрмаков исто така беше припадник на тоа движење, да речем, 103. Да, да. Убав збор движење, да, ми се допаѓа. За жал, или мораше така да се случи, не издржа, можеби вашата генерација да убеди некого, ова држава, ова општество, овие институции дека таа фреквенција треба да остане. Така, 103 како некој интернет радио постои се уште, од време на време и јас одам таму, гледам нешто да направам или барем некаква емисија да реализирам, тоа не е на ниво на она што би требало да биде, значи ние сме реално сега интернет станица која што се промовира преку неколку културни портали како Окно, да речеме, или некои фанови кои што не знаат од времето, па ќе си најдат нешто интересно и ќе ја слушаат. Јас лично сметам дека 103 треба да биде на едно друго институционално ниво и дека мораме веќе да го надминеме како екипа тој на условно алтернативен начин на функционирање, бидејќи нема. За среќа има интернет, па дава многу можности, нели, да го има секој во својот дом, доколку сака да го има и тоа радио. Така, да. И како традиција, но и како содржина пред се. Да. На што конкретно сега спомнавте нешто на почеток работите и очекувате ли епилог некаков на овој ваш најнов филмски проект? Па се надевам, како што споменав, дека во следниве неколку месеци тие средства кои што се добиени преку филмски фонд ќе бидат исплатени и ќе можеме конечно како продукција да го реализираме тој краток филм за кој што нели спомнав дека го работиме, каде што ќе има луѓе од албански театар, каде што ќе работиме како продукција ние неколку луѓе. Се надевам дека тоа ќе го завршиме у некоја блиска иднина и се надевам дека ќе работам пак на музички документарци, тие ми се некако фах, бидејќи со години почнав тоа да го терам како некој вид на жанр и има во најава, преговарам за некои нови музички документарци, но се уште е прерано да кажувам вака официјално во јавност. Сепак се надевам дека тој краток филм што го спомнувам ќе биде нешто на кое што во следниве неколку месеци ќе почнам интензивно да работам. Завршуваме, но сега ми паѓа на ум, можеби премиерите на тие ваши филмски проекти да се случат во универзална сала. Иако тоа би било прекрасно. универзална не била адекватна за тој тип проекции, но да, се случували и тие. Верувате ли чини дека ќе се заврши тој проект или е мртва и универзална сала? И има ли друго решение? Јас мислам дека нема друго решение, мора да се заврши, потребно е да се заврши тој проект, сепак универзална е символ на во рамки на Скопје градот на културата, можеби ќе ги поттикне да отворат уште еден простор. Така, тоа би било идеално. Се надевам дека таа агонија со универзалната сала ќе се заврши некако конструктивно и дека во следниве неколку години ќе имаме убава реставрирана верзија на тој веќе култен објект, каде што ќе може да се прават културни настани. Објектот е супер за концерти, но зошто да не и за некој кино настани. Мислам и тоа е некаква убава опција. Слободна телевизија, Слободен печат во копродукција со Цивил, ви благодарам. Јане Алтипрмаков, ви благодарам. Благодарам и на вас.